До крајот на годината и македонските, но и странските возачи кои транзитираат по нашите автопатишта ќе можат електронски да си ја плаќаат патарината, најави првиот човек на Агенцијата за државни патишта. Модернизацијата на патарините е во тек. До крајот на 2018 година ќе профункционира системот со припейд и со електронски, а со банкарските картички може и сега, со само еден додир на читачот, им се симнува цената, така да им се наплаќа, така да нема да го има веќе тој проблем. Имено, странците на влегувањето во државата ќе си купат една припейд картичка, која што си ја плаќат, според тоа колку би потрошиле ни заменување на издржавата, а и нашите домашни граѓани исто така, нормално, тоа за нив претежно наменето, и тогаш нема да има, оваа забуна нема да има. Китанов забележува дека припейд и електронските картички ќе се купуваат и со попусти, а ќе бидат достапни и ќе ги има насекаде во бензинските пумпи, банки, менувачници, шпедиции и трафики. Првата позитивна корекција за граѓаните ќе имаат со воведувањето сега на припейд картичките и на електронските картички, кои што би требало да бидат, за да бидат мотивирани граѓаните да ги користат, да не се употребува кешот, кои што би требало да бидат со некаде 10% поевтина цена од регуларната цена. Значи тоа ќе биде исто така во интерес и во корис на граѓаните. На македонските патарини ќе си остане и плаќањето во кеш, а парите од патарините покрај тоа што се даваат за плати на вработените. Со нив се и финансира и програмата на јавното предпријатие Македонија Пат, која е надлежна за одржување на патиштата во земјава. Само за новата програма, ние на Македонија Пат имаме предвидено оваа година 1.220 милиона да им дадеме за одржување и за работа на патиштата и за изградба на нови патишта. Значи, од нас за нас. Промени ќе има и на патиштата кога ќе се патува низ Европа. Китанов вели дека одлука на Европската Унија е во наредните 2 години да се изградат патарини во земјите на ЕУ, со што познатите винетки ќе бидат укинати. Минатата година македонските патарини имале рекорден приход, односно покажале позитивно работење, а собрани се над 30 милиони евра.